Јас ќе бидам тука, ќе отидам и кај Савко на тезга и кај комшиите. Премиерот отиде во маркет во своето мало да си купи јајца, млеко, боја за великденски јајца, а со себе понеси десетина камери за да биде снимено обичното пазарење на шефот на македонската влада. Вие гледате дека јас кога доаѓам во маркет, кога ќе купувам тоа што ми е потребно. Видиш крешно. Сега ќе земам брашно и јајца. И виж палачинки кој прави најбоље. Сепак ова трето пазарење пред медиумите не мина баш по меракот на пиарот на Димитар Ковачевски. Со 12.000 ве молам, кој може да преживее денеска? Пензиите ние кога дојдовме како влада, Да. прва работа беше да ја смениме методологијата за зголемување на пензии. Вака да ви кажам. Може. Цениве се до плафон, значи со 2 денара макарони и јајца денар на 99 денари и сега ги замрзнавте цените. Значи што е тоа поевтинување? Значи стварно некако многу тежок дојде животот, па нити лекарства може да купиме, нити Прво ги цените точно е дека беа многу зголемени, затоа што има војна во Европа се води и секаде се зголемени. Според премиерот немало ништо спорно во неговото пазарење каде со себе носи повеќе од 20 на луѓе. Не станувало збор за никаков пиар, немало потреба од такво нешто. Јас доаѓам трети пат овде, сум не овде во различни маркети. Не треба никаков пиар експерт за да треба да отидете во маркет. Така да не треба никаков пиар експерт да дојдете во маркет во кој што сте доаѓале во изминатите 15-20 години да купувате. Премиерот не планира тука да запре, ќе продолжил заедно со медиумите и понатаму да врши контроли, а следниот настан ќе биде само ден подоцна од ова трето пазарење. Ќе продолжите заедно со премиерот со контроли, заедно со пазарење или ќе ги оставите? Ќе продолжиме. Ќе продолжиме. Утре сум јас, веројатно и министерот заедно со мене во фабриката во ВЗ Шари во Тетово. Одењето по маркети не е единствениот обид за самопромоција на Ковачевски. Ако се вратиме малку наназад, ќе се потсетиме дека премиерот играше фудбал во градинка, се радуваше како мало дете, потоа јадеше тостови, па и сендвич со мортадела. Според аналитичарите, ова е само обид за собирање политички поени, на начин на кој Ковачевски сака да се покаже како обичен човек, но и обид да се зацкријат сите катастрофални политики на власта последниот период. Инаку според неофицијални информации на Алфа, владиниот пиар му го прави маркетинг компанија од Израел, чија цел е да помогне во кревањето на рейтингот на власта.